Како што најави еврокомесарот Оливер Вархеј, мини извештаите што денеска ги усвои и објави Европската комисија за Северна Македонија и за Албанија се фактографски на само неколку страници, за земјава на само 6. Дали ќе се исполни вториот дел од изјавата на Вархеј дадена од Прага дека со ваков пристап земјите членки тешко ќе може да им противречат на нодите во извештаите и потврдените препораки за почеток на преговори, ќе треба да се почека до заседанијата на Советот на Европската унија кон крајот на март. Сепак првиот тест за извештаите, особено за оној за Албанија, ќе биде многу порано, на 17 март, кога за ова прашање ќе дебатира Комисијата за европски прашања на холандскиот парламент во присуство на шефот на холандската дипломатија Стеф Блок. Хрватска, која е председавач со Советот на ЕУ, ќе турка одлука за двете земји во пакет. Ова беше одговорот на шефот на хрватската дипломатија Гордан Грлич Радман на прашањето на 360 степени за време на неговата денешна посета на Скопје. То неколку дневното доцнење во објавувањето на извештаите, спред некои информации од комисијата е за да им се даде можност на поскептичните земји членки непосредно, директно да се уверат дека ситуацијата со реформите и со напредокот ќе одговара на тоа што комисијата го пишува во своите извештаи. Сега прашањето е колку заклучокот кој што го донесе комисијата, особено за Албанија, ја олеснува работата на Советот на Европската унија за од една страна да турка одлука за двете држави наспроти некои струи во Европската унија, кај некои земји членки кои што можеби се поскептични во однос пред се на Албанија, дали таа заслужува да добие позитивна одлука за почеток на преговори. Постои едно добро, позитивно расположение, па чак и скептичнije землje možda koje ste vi kazali da postoje, mislim da idu u pravcu pozitivnog stava kada je u pitanju otvaranje pregovaračkog statusa sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Kada vi govorite o Holandiji, kada govorite o Danskoj, onda znate mi ne stojimo skrštenih ruku, nego aktivno radimo, djelujemo izravno i neizravno. Mi se susrećemo s ministrima, s premijerima. Naš premijer Andrej Plenković ima veliki utjecaj. Dakle, mi aktivno radimo da i Sjeverna Makedonija i Albanija, da se za te dvije zemlje otvore pristupni pregovori s Europskom unijom. Министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој му беше домаќин на хрватскиот колега, смета дека извештајот на Комисијата за Северна Македонија е реален и резултат на сработеното. Димитров зборува за првични позитивни сигнали од државите членки на Европската унија. На работно ниво, информациите што ги добивме говорат дека земјите членки ценат дека извештајот е реален, нашиот извештај, укажува на работите што се направени и дека ги имаме исполнете условите за почеток на пристапниот процес. На политичко ниво премногу е рано, во некои земји по механизмот на одлучување се вклучени и парламентите, како што е Холандија. Меѓутоа и извештајот на Комисијата за европски прашања на холандскиот парламент исто така во некои делови се поклопува со извештајот на Европската комисија, објавен беше пред неколку дена и исто така е позитивен, меѓутоа ставот на Холандија ќе го чуеме по дебатата во парламентот. Во секој случај првичните одгласи се дека е реален, дека е представен прогресот, дека е многу конкретен. За политичко ниво ќе треба да почекаме уште повеќе. Прво, немаше многу време, а второ, има и многу други прашања со кои што се бават колегите од земјите членки овој период, посебно овој викенд ситуацијата. Европската комисија, која стои зад извештаите, верува дека тие, заедно со ревидираната методологија, може да доведат до одлука за почеток на преговори со двете држави. Комесарот Вархеј во писмената изјава зборува за одлука во март, што го потврди и портпаролката Ана Писонеро на денешната редовна пресконференција во Брисел. Well, as you know, the Commission presented a revised proposal for the methodology of the enlargement process some weeks ago. We hope that this proposal will work for both sides. It also takes into account, as you know, some of the concerns Member States expressed. And we think that in parallel with this proposition,
And with the reports that we present today that clearly show that both countries have continued to do tangible and sustainable progress on key areas of reforms that were actually identified by the Council, we hope that this is a good basis for them to be able to take a positive decision in the next few weeks and well ahead of the Zagreb summit. Ова е оптимистичкото сценарио. Но што ако државите членки на Европската Унија повторно не успеат да постигнат консензус за почеток на преговори, барем со една од двете земји кандидатки? За оваа динамика со Албанија, тоа е одлука на земјите членки. Да бевме ние на масата, ние исто така ќе поддржавме отварање на пристапни преговори со Албанија. Прво затоа што сме соседи, второ затоа што е тоа добро за регионот, трето затоа што тоа го заслужуваат. Меѓутоа, исто така, морам да кажам дека целосен неуспех, ако нема ниту една позитивна одлука, после се ова што се направи изминативе години, практично најголемата колатерална штета ќе биде токму на политиката на Европската Унија во однос на нашиот регион. Ако има нула успех во следниве седмици и месеци, тоа практично ќе биде знак дека вратата Европската Унија ја затворила. Затоа е влогот многу голем. И сега ќе треба многу мудрост како од оваа комплексна ситуација да се извлече најдобро што може, и тука мислам дека нашите хрватски пријатели ќе бидат од голема помош. Благодарам. Советот за општи работи под хрватско претседателство ќе заседава на 24 март, кога е првата можност за одлука. 2 дена подоцна се состануваат лидерите на ЕУ во форматот на Европскиот совет, која е втората можност за одлука ако претходно нема консензус на министерско ниво.